студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Пропадна идејата на Антонио Кошта за промена на моделот за гласање во Европската Унија во процесот на проширување. Иако иницијативата повеќе е насочена кон интеграциите на Украина и Молдавија, сепак таа беше шанса и за македонските евроинтеграции. Ако Унијата има амбиции да стане геополитички играч, мора да ги направи неопходните реформи и да се смени начинот на одлучување при процесот на пристапување. Европските лидери за сега не се подготвени да ги изгубат своите вето карти, сметаат аналитичарите. Ваквиот став следува откако председателот на Европскиот совет Кошта понуди да ги промени правилата на Европската Унија и наместо со едногласна одлука како што е во моментов, започнувањето на преговорите да се овозможи со квалификувано мнозинство. Идејата беше да се улесни пристапувањето на Украина и Молдавија. Значило дека остануваме заложници на вето моќта која што имаат нашите соседи. Секако дека Бугарија предничи тука во овој интерес, меѓутоа верувам дека и Грција не само кон Турција, туку и кон Албанија и кон нас од аспект на имплементација на Преспанскиот договор би сакала да задржи ваква вето моќ. За жал Македонија тука малку може да направи, може само да го чека исходот и да продолжи да лобира преку механизмите кои што се на располагање за оваа промена да се случи квалификувано мнозинство. Зборувам како основа за прогрес на државата во преговарачкиот процес. Поради системот на едногласно одлучување, Македонија досега можеби беше најголема жртва во преговорите, оценува поранешниот амбасадор Нано Ружин. Проширувањето на Унијата е некако геополитизирано и во овој момент маргинализирано, бидејќи никој не збора за проширување. Нашата држава знаеме дека беше голема, можеби најголемата жртва на проширувањето токму заради тој систем на едногласност. Убеден сум дека европските лидери настојуваат да дојде до некое решение во смисла на одлучување на квалификувано мнозинство, значи да односно 1, 2, 3, 4 или 5 држави да не се согласат, меѓутоа гросо модо да се гледа оној висок европски интерес. Обидот на самитот во Копенхаген да постигне договор за укинување на потребата сите членки да дадат согласно за пристапување на нови земји во Европската Унија била жестоко нападната. Според пишувањата на Политико, предлогот на Кошта најшол на голем отпор од најголемите и најмукните земји на Европската Унија како Унгарија, Германија, Франција и Италија, кои досега беа предпазливи во врска со проширувањето на Унијата. Загриженоста меѓу овие земји е дека со промена на правилата за пристапување тие исто така би ја ограничили сопствената можност да ги блокираат кандидатурите за членство што ги сметаат за проблематични. Например, грците да покажат дека може да одржат разговори за членството на Турција, исто како што бугарите сакаат да може да повлечат граница за Македонија, а хрватите да ја блокираат Србија. Високи дипломати на Европската Унија порачале дека ако се спроведе гласање со квалификувано мнозинство да се поттикне процесот на пристапување напред, постои многу голем ризик процесот да биде екстремно политизиран. На самитот во Копенхаген и македонската председателка која порача дека потребна ни е политика како уметност на можното. We need politics as the art of possible, instead of politics we are living with, in which the question is who, when and how wins. We need more Kantianism than Machiavellism. Според најавите на македонската влада по изборите на стартот на следната година, можни се предвижувања во односите со Бугарија, но детали дали постојат некакви разговори не се соопштува. Тоа што можам сега да кажам дека има размислувања за тоа какви чекори треба да се превземат, меѓутоа целиот фокус моментално е во изборната кампања, така да не може да се очекуваат тие, да речем, начини на размислување да добиваат форма на конкретни предлози. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Продолжува изборната кампања за локалните избори. Владеачката коалиција на ВМРО-ДПМН вечерва ги презентира своите кандидати за градоначалници и советници во Зрновци и во Виница. Замислете што уште кажа председателот на СДСМ. Тој рече, верували или не, дека тие биле искрени. Ако направите анкета и ако ги прашате граѓаните, дали мислат дека навистина овиот СДСМ се искрени, дали им веруваат за тоа што го зборуваат, рекордни 83% ќе ви кажат не.
И најголемиот дел од нив, кога ќе ги потпрашате, ќе ви кажат и брутално, а зинат лажат. Тоа е таа отсутност и обид да кажат нешто, па ако им пројде, пројде. Дури и нивните традиционални гласачи се свесни дека не ја говорат вистината, што впрочем се гледа и од анкетите. И сега тие продолжуваат бесрамно да зборуваат дека биле искрени. Човек просто не може да верува, немам зборови, не знам што да кажам. Проект Регионален центар за активен туризам и здрав живот, искористување на природните ресурси во општина Зрновци. Ќе опфати нов адреналински парк, велнес и спа зона, едукативен и тренинг кампер, сместувачки капацитети со екостандард, ќе ги привлече младите, спортските клубови, туристите и рекреативци од целиот источен регион. Ќе биде прв од ваков вид во поширокиот регион. Во поддршката на локалниот туризам, концепт на проект Мородвис културно-историски центар и археолошки парк. Проектот ќе има за цел да го врати сјајот на некогашниот духовен воен град Морозбион, на чија територија на денешно село Мородвис и Мородвишката архиепископија. Опозицијската коалиција, предводена од СДСМ, пак вечера е во Скопје, ги представува своите кандидати за градоначалници и советници во Киселавода и во аеродром. Сите реформи, закони и трансформации на институциите ги направи СДСМ за да имаме стабилна држава и стабилни институции. А што направија тие? Се што беше здраво за година дена упропастија. Агенцијата за национална безбедност се урниса со кадар со фейк дипломи. Судство се партизира, не го реформираат. Здравството е пред колапс. Нема лекари, се откажуваат операции. Нема лекови, нема покачени плати. Луѓето си заминуваат во странство. Во образование има едно ветување, дека ќе има книги, не го остварија. Економијата е на колена. Денес повторно поразителни податоци. Пад на вработените во индустријата. Пад на странските инвестиции за повеќе од пола. 3 месеци поред не се случило до сега. Паѓа, не стагнира просечната плата. Приоритет е кисела вода за сите. Младите се во фокусот на моите политики. Младите не бараат луксус, младите бараат фер шанса и истата ќе ја добијат. Бесплатна партиципација за сите деца во градинките, затоа што секое дете заслужува еднаков старт. 70% субвенциониран оброк за сите ученици, зашто сите деца учат подобро. Реновирање на сите градинки и училишта. Тоа не е трошок, тоа е инвестиција за иднината. Доста беше политика без визија. Време е парите од буџетот да одат за децата, а не за пиар. Дел од својата програма денеска презентира и кандидатите за чаир на Дуи и на Вреди. Османи ќе решава хигиената во општината со прогласување на воредна состојба. Уште првиот ден од мандатот, меѓутоа пак се фокусираше на изградба на ново училиште. Формираме кризен штаб, во кој што ги вклучуваме сите. Го вклучуваме приватниот сектор со сета своја механизација. Ги вклучуваме училиштата, ги вклучуваме верските заедници, ги вклучуваме невладините организации, групи на граѓани и почнуваме масовна акција за чистење на секој сантиметар квадратен од чаир. И рачно, и со механизација. Е формирање во првите 60 дена на комунално предпријатие за чист чаир. Изградба на новото модерно училиште во Тенече Мало, кое што и во деталниот план има форма на В и идејата да се нарекува Викторија. Ова инвестиција ќе им ги отвори вратите на знаењето на околу 1300 ученици во објектот со површина од 4700 квадратни метри со 54 ученици, 8 кабинети и 2 лаборатории. Секој граѓанин ќе добие дигитален идентитет и пристап до сите државни услуги преку мобилен телефон. Ова денеска го најави владата на дигиталниот самит на Западен Балкан, што се одржува во Скопје. Регионалните бројки се ниски, 31% користат е-банкарство, 36% онлайн купување, но само 20% владини услуги. На самитот се очекува и декларација за бесплатен роаминг со Европската унија.
Секој граѓанин ќе има дигитален идентитет и пристап до сите услуги преку својот мобилен телефон. До крајот на мандатот, се што нуди државата ќе биде достапно онлайн, вети премиерот Мицковски на дигиталниот самит на Западен Балкан кој се одржува во Скопје. Целта е да станеме центар на дигитални трансформации во регионот, земја што привлекува инвеститори и задржува таленти. Светот се менува и во иднина место ќе има само за оние компании кои се дигитализирани, додаде Мицковски. Дигитализацијата не е за машините, таа е за луѓето. Таа е за мајката која сака побрзо да го запише своето дете во градинка, за пензионерот кој сака лесно да ја добие својата пензија, за студентот кој сака пристап до знаење и книги онлайн, за секој граѓанин кој сака да ја чувствува државата како пријател, а не како противник. Технологијата треба да служи на човекот, а не обратно. Тоа е наша цел. Нашата визија е држава која ќе биде целосно дигитална, транспарентна и ефикасна. Земјите од Западен Балкан заостануваат во користењето услуги онлайн во споредба со членките на Унијата. Ако сакаме да држиме чекор со нив, мора да се менуваме. The numbers tell the story. 31% of citizens across the Western Balkan use online banking. 36% shop online. 27% access to digital education. But only 20% use government services. We must do better. That is why the Western Balkan 6 joint statement on digital identity wallets and trust services is so important. На самитот се очекува да се потпише заедничка декларација, со која на земјите од регионот ќе им се дозволи бесплатен роуминг и во Европската Унија. Но за тоа ќе треба да се исполнат одредени услови, кои ги побара Европската комисија. Министерот за дигитална трансформација веќе изјави дека нашата земја најголем дел од задачите ги сработи, а до крајот на годината во целост ќе го исполни она што го бара Брисел. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Расте бројот на сомнежи за непотребни кардиоинтервенции. Фондот за здравство потврди 10 нови преставки, а со 8 досиеа од државната кардиологија и кардиохирургија, за кои анализите е готова, вкупно под лупа се 23 случаи. Расте бројот на сомнителни случаи за кардиолошки и кардиохирушки интервенции кои треба да ги испитува интерната комисија во Министерството за здравство. Од Фондот за здравствено осигурување ни потврдија дека доставиле 10 нови представки, или вкупно 15 кои досега стигнале на нивна адреса од поединци и здравствени установи. Експертите ја завршиле анализата на 8 медицински истории доставени од државните кардиологија и кардиохирургија. Но засега нема да кажуваат во јавно што откриле, додека не бидат испитани сите што стигнуваат до комисијата. Се уште во истрагата не се вклучени тројцата странски доктори. И после ќе имаме заеднички состанок, наша локален експертски тим со меѓународниот експертски тим и се надеваме дека тогаш ќе имаме чист случај како понатамо, значи кои политики треба да ги имплементираме и дали можеби веќе се размислува дали треба да се менуваат и дел од законите се со цел да имаме појасно дефинирани протоколи за ваков тип на услуги. Паралелно со работата на интерната комисија, надзор ќе прави и лекарската комора. И тоа на 165 медицински истории од 11 здравствени установи што им се доставени од Министерството за здравство. Министерството побара надзорот да опфати период од 3 години и да се изведе по принцип на случаен избор на медицински истории за 5 пациенти за секоја година за сите установи, или вкупно 165 надзори, велат од лекарската комора. Стручните комисии и странски доктори за кардиолошки и кардиохирушки интервенции следуваат по изјавата на интервентниот кардиолог Сашко Кедев дадена пред 1,5 месец, дека во приватни установи прават операции без потреба. Сања Димитровска, Сител телевизија. И тука е крајот на овие вести.